Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија продолжува со изнесувањето на неостварените ветувања на Груевски и ВМРО ДПМН. Потикнати од нивната навика, како Библија да ја цитираат својата програма, си земавме за право да се посомневаме во сервираните вистини и да дојдеме до некои поинакви заклучоци. Продолжуваме со здравството. 5 години откако ВМРО ДПМН и Никола Груевски излегува со својата преродба за подобра Македонија, здравството и понатаму е дел од програмата каде беа дадени најмногу ветувања. Ветувања за здрава нација, за реконструкција на здравството, за подобри услови, со еден збор ветувања за брда и долини. Денес е излишно да коментираме во каква катастрофална ситуација е нашето јавно здравство. Тоа го знаат сите граѓани. Тоа што помалку го знаат е колку е голема заслугата на ВМРО ДПМН за оваа катастрофа. 5 години Груевски ветува нова медицинска опрема во здравството во вредност од 68 милиони евра. Додека од опремата нема никаква трага, целото неостварено ветување не само што е ноторна лага, туку и мириса на еден голем скандал. Договорите предвидуваа опремата да пристигне веднаш, тоа не се случи, но затоа се случи разлика од плюс 28 милиони евра, за кои постои сомневање во јавноста дека завршиле во некој од партиските џебови. Нормално, и за промашеното ветување, и за разликата во цената, платено е со народни пари. Ветија реконструкција на 41 јавна здравствена установа и за цели 2 години успеа да реконструираат само 2. Повторувам, 2 од 41 здравствена установа. Со вакво темпо реконструкцијата ќе заврши од 2050 година, а до тогаш ќе биде потребно да се градат нови болници. А и оние кои досега ги реконструираа, подобро воопшто да не ги реконструираа. Затоа зборува примерот на вчерашниот случај во поликлиника Јане Сандански, каде го уништија и она што со многу мака на повеќе генерации досега е создавано. Ветија и подобри услуги, нов центар за здравствен менеджмент и развој, дефиниран пакет на здравствени услуги, зголемена транспарентност во работењето на фондот, грижа за возрастните, зголемување на платите на здравствените работници, трансформација на општите и специјалните болници, електронска картичка за осигуреникот. Се фијаско до фијаско, ништо не е остварено. Наместо транспарентност, фондот го натрупа со 1000 нови партиски вработувања, целото здравство со најмалку 5000 партиски и нестручни кадри. Граѓаните за овие паразити плаќаат околу 3 милиони евра годишно, исто толку кошта и експериментот со двата директори. Уште едно од серијата партиски проекти на ВМРО ДПМН. Парадоксот да биде поголем, има случаи каде што нема ниту стручни, ниту пак економски директори. Туку функцијата директор ја извршува дошколуван медицински брат, како што е примерот во болницата во Крива Паланка. Затоа ли не го остваривте ветувањето дека на здравствените работници ќе им ги зголемите платите? Напротив, со постојаното каснење на платите и со воведувањето на бруто плата, ја намаливте платата и само до сега им имате на луѓето украдено една плата. Трансформацијата на болниците остана на хартија, додека и онаа болница која ја трансформира клиниката во Штип работи во партизански услови. Нема апаратура, наместо 7 работа 2 гинеколози на 1000 родилки, условите се ужасни и не е ни чудо како во една година имаме починато повеќе родилки од колку серија години наназад. Електронската картичка е посебна приказна и после 2 години најава се уште е пилот проект. Но приказната не завршува тука. Ветија и нови амбуланти, јавно-приватно партнерство кое се претвори во уништување на јавното здравство и други услуги. Ништо не остварија од ветеното. Ветија инвестиција во 23 амбуланти во руралните средини. И додека до сега требаше да бидат готови сите, успеа да отворат само 4. Како и во се друго, тоа е доволно за мачкање очи. Ветија дека ќе отворат амбуланти во 100 населени места, останаа само уште 100 празни ветувања. Господа од власта, не само што немате остварено ниту 1% од вашите ветувања, туку 100% го остваривте недаденото ветување за целосно растурање на здравствениот систем. Во ниедна европска земја толку многу не е ветено, а во исто време толку многу уништено. Благодарам.